Добро вечер, почитувани гледачи. Среда, 18 март 2026 година. Денес утрово немавме утрински муабети, но затоа имаме вечерни муабети. Немавме затоа што имавме малку повеќе обврски околу монтирање на материјалот од Швајцарија кој го снимивме за време на викендот. Така да па и немаше некое случување освен на одбележувањето на денот на водата, настан кој го реализира учениците од Средното општинско училиште Метод Димитровски Брицо, токму во паркот овде пред споменикот на великанот Гоце Делчев. Во рамки на тој настан, значи, дечињата презентира повеќе работи поврзани со водата, нејзината важност, зошто е значајно да се чува секоја капка вода. Тоа им беше главната цел, да доловат на сите преку нивните штандови, така да ги кажеме, или па да, штандови беа секако на кои презентира одредени вежби од областа на биологијата, географијата. Значи се што е поврзано со одбележувањето на денот на водата. Во настанот се вклучија освен средношколците од гимназијата Метод Димитровски Брицо и основците од двете делчевски општински основни училишта Ванчо Праки, Свети Климент Охридски. Беше подготвен еден цртеж кој исто така ја прикажува значајноста од водата како нешто неопходно во животот на сите нас. Без вода нели нема живот. Она што беше значајно за Делчево, на некој начин поврзано со Делчево, е тоа што во Кочани беше откриена бистата на возачот на итната медицинска помош од Кочани, Иле Гоцевски, кој кобни од 16 март 2026 година. Непрекинато повеќе од 10 часа превезуваше повредени од дискотеката Пулс до болниците во Скопје и потоа заспање се разбуди во знак на сеќавање за неговата храброст, пожртвуваност, општина Кочани му подигна спомено обележје. А исто така да напоменеме дека неодамна прочитавте сигурно дека во Делчево се уредува просторот до итната медицинска помош, оној широк простор до здравниот дом во Делчево, кој ќе биде парк во негова чест, а при тоа има и здравствениот дом има истакнато и негово обележје пред просториите на итната медицинска помош. Во Делчево вечерва е малку ветровито, но сепак раздвижено е. Луѓето, некои се враќа од прошетка, некои претходно отиде на кино во киносалата, некои од кафе. Важно е дека има каква таква раздвиженост, имајќи предвид дека е среда, попладне. Обично за викенд има поголема раздвиженост, не дека нема и другите денови, но кога времето малку знае да залади, обично со автомобили луѓето прават прошетка. За утре четврток може да го најавиме моето гостување во нешто ново во градот. Ненад Стамболиски Нено, познат тату уметник,
заедно со исто така уметникот Андреј Миске. Од минатата недела започна, поточно од оваа недела, започна еден свој подкаст наречен Кој сум јас, во кој прв гостин беше градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски. Малку успеавме да погледнеме од тоа гостување, бидејќи во тој момент се враќавме од Швајцарија неделата навечер. Летот некаде ни беше во 20:35, некаде пристигнавме во Скопје. Потоа додека се враќавме во Делчево, бидејќи ние лично возевме и слушавме по патот малку од тој подкаст, се представи градоначалникот на општина Делчево. Поточно на тој подкаст беше представен од неговата младост па до неговата сегашна функција преку неговата работа во Брегала. Утре ние што ќе не прашаат, уште не знаеме, ќе биде тоа слободен разговор во живо. Така да останува да видиме. Секако дека ќе го споделиме тој нивен подкаст. Им посакуваме многу среќа и успех. Потребно е во Делчево да има повеќе ентузијасти, така да се зголеми медиумскиот простор, да Делчево да допира што повеќе до очите, би рекле, на обичниот читател, не само од обкружувањето, туку и некаде надвор од границите на Македонија, да се слуша за Делчево, за убаво, за арно. Сега ви изеле некоја грицка или нешто слично, не е ова реклама, туку навистина додека ќе се гледа вечерва Лига на шампиони, да може да се занимаваме со нешто. И тоа би било тоа за вечерва од овие вечерни муабети. Ви благодариме што не следите.